Добар ден, криптоентузијасти. Повторно се наоѓаме на каналот Криптогемиџија. Денес би сакал да разговарам за биткоин халвинг. Значи, многу од вас не знаат за овој циклус, а е многу битен и истиот, значи без да го знаете ова, на некој начин буквално сте во оваа категорија на слепо. Значи, мораме да поминеме преку истиот, да ви објаснам што истиот значи, да ви објаснам генерално и биткоин како основа што значи, за да можеме понатаму да продолжиме, затоа што гледам дека многу од основните поими во криптосферата ви се непознати. Затоа ќе почнеме од почеток, ќе пробам наједноставно да го објаснам ова за секој почетник кој што би сакал да свати како се тоа функционира и ќе продолжиме понатаму. Значи, за почеток одбрав неколку слики каде што можеме да видиме како функционира целосната мрежа фактички на биткоин и што истата представува. Значи, биткоин уствари представува, значи сите од вас на некој начин да речем поголемиот дел луѓето во светот го замислуваат биткоин како платежно средство. Делумно е вистина, затоа што на вистина и е платежно средство и е практично електронска валута која што постои само на оваа мрежа која што се нарекува блокчейн. И секоја трансакција од таквата мрежа е фактички запишана на самиот блокчейн. Сега, ќе почнеме постепено, ќе објасниме што представува трансакција и ќе стасаме до тоа каде се запишуваат овие трансакции, каде се чува блокчейн, целиот леџер и слично. Значи, за почеток да речеме дека ние сакаме да испратиме, да речеме еден биткоин од нас до друго лице, така. Значи, кога започнува целата постапка, започнува со трансакција. Да речеме, ние испраќаме оваа трансакција до друго лице, односно овој биткоин, со што мајнерите представуваат она машинерија на компјутери која што во позадина буквално ја одржува целата мрежа на биткоин. Значи, се додека мајнерите се вклучени во интернет, дури и доколку го снемат целиот интернет на светот. Значи, треба буквално сите компјутери кои што го поседуваат, значи овој леџер, тоа е уствари книга, на некој начин на записи, каде што секоја трансакција е запишана на овие машини, фактички на самите компјутери кои што ги нарекуваме мајнери или копачи. Сега, значи тие се должни да ги зачуваат сите трансакции на фактички на оваа книга на леџерот како блокчейн трансакции и во исто време истите да ги спроведуваат. Значи ќе продолжиме и понатаму малку околу тоа да објасниме повеќе, но за почеток, значи тоа што треба да го знаете е дека секоја трансакција која што сте ја пратиле од вас до друго лице поминува преку овие мајнери. Значи мајнерите се тие кои што ја прават оваа трансакција возможна. Со тоа што мајнерите, фактички компјутерите, ја запишуваат оваа трансакција со многу други трансакции во еден ист блок, кој што има одредена големина и откако таа големина ќе се наполни, таквиот блок фактички влегува во поголема мрежа на, значи тоа е уствари леџерот кој што го нарекуваме книга. Значи сега да не продолжувам да го нарекувам книга, значи тоа е уствари леџер. Ќе ви биде полесно затоа што ќе го научите зборот и ќе ви биде јасен кога понатаму ќе слушнете некаде дека се данува збор за леџер фактички на биткоин мрежата. Сега, секој компјутер за да практично го напише овој блок, за да успее да го напише, значи секоја трансакција е представена од загадка или алгоритмична загадка која што во зависност од тоа колку е подобар компјутерот, толку побрзо може истата да ја реши. Сега нема да навлегуваме како тоа се случува нели на компјутерска база. Се што треба да знаете е дека затоа и уствари во денешно време компаниите се направуваат кој има подобри компјутери, затоа што колку е подобар компјутерот, колку е неговата графичка моќ на некој начин појака, толку и побрзо може да ги решава овие загадки, со што може повеќе да добива награди за тоа што ги решава загадките. Значи тоа е уствари поентата зошто овие компјутери работат. Се разбираме, они добиваат дел од фактички она цена што ја плаќаме за трансакцијата да биде овозможена. Сега, значи proof of work е уствари тоа што се нарекува, тоа е практично доказ за работа. Што значи дека самиот компјутер на мрежата треба да и докаже дека ја решил оваа алгоритмична загадка, за мрежата да му дозволи да ја запише оваа трансакција во блок и истата да биде вметната во она мрежа. Значи тоа е уствари оваа мрежа на мајнери и сите тие мајнери ја имаат истата оваа книга, леџер, каде што сите овие трансакции се запишани. Значи откако успешно ќе успее еден компјутер да ја реши оваа загадка и да го направи овој блок,
со тоа што добива награда фактички, значи добива одредена количина на биткоин назад како награда и со тоа фактички он добива значи можност да ја запише овој блок да го запише на големиот леџер, практично на оној чейн, блокчейн, односно тоа се синџир од блокови на трансакции кои што се задржани на овој леџер, на оваа книга. И ова мора да биде потврдено фактички од целата мрежа на мајнери, што сега значи да не навлегуваме како се врши ова потврдување, но откако истото ќе биде направено, на тој начин фактички е за секогаш запишано во оваа книга и со тоа значи тоа е уствари верификацијата со која што поголем дел од мајнерите треба да го верификуваат, односно 51% вкупната бројка на мајнери треба да го верификуваат и со тоа фактички трансакцијата е завршена. Биткоинот е практично пренесен од едната на другата страна, другото лице го добило. Првото лице кое што ја врши трансакцијата плаќа одредена сума на биткоин практично како цена на трансакцијата која што ја добива мајнерот. Мајнерот кој што имал најдобар компјутер кој што успеал најбрзо да реши оваа загадка, ја добил наградата и истата ја запишал со верификација од останатите мајнери на блокчейн, практично на леџерот на биткоин, значи на книгата. И со тоа оваа трансакција е завршена и почнува одново и одново и одново. Значи тоа е оној круг каде што постојано значи се додека има трансакции, се додека биткоин се движи низ мрежата, до тој момент ќе биде потребни мајнерите, а тоа нормално ќе биде постојано, така. Следното што сакам да ви го покажам е значи ова е малку подетелен приказ на трансакцијата како се движи од страната на мајнерите. Значи мајнерите во случајов имаме значи и нодови како посебен вид на компјутери. Која е целта на нови нодови? Значи да заборавиме сега за момент дека да речеме дека само трансакцијата била пратена до оваа мрежа на компјутери кои што работат за трансакцијата да биде спроведена. Значи откако мајнерите ќе спроведат оваа трансакција од едната до другата страна со решавање на алгоритмичка загадка, значи во исто време мора и фактички нодовите на мрежата на биткоин, тоа што претходно ги нареков сите компјутери заедно мајнери, имаме посебни компјутери кои се нарекуваат нодови, значи каде што нодовите треба исто така и да верификуваат оваа трансакција, на тој начин се спречува, значи да може да се случи било какво корумпирање на мрежата на биткоин и да имаме било какви хакерски напади на самата мрежа што би представувале голем ризик по самата мрежа. Значи досега никогаш не успеал било каков хакерски напад на оваа мрежа затоа што за една трансакција да биде да успее да биде запишана на леџерот, значи мора нодовите да ја верификуваат. А зборуваме за огромен број на нодови кои што практично ја проверуваат оваа трансакција и на тој начин верификуваат дека не е практично хакерски напад или било каков вид на напад на самата мрежа на биткоин. Со тоа нодовите дополнително за разлика од мајнерите добиваат помала награда за верификувањето на оваа трансакција и откако значи еден блок е додаден во овој блокчейн на целиот леџер, трансакцијата е завршена. Значи во кратки црти ова така би било представено на некој начин лаички кажано, значи да не навлекуваме во комплетни детали, но ова е уствари основата на тоа како функционира биткоин. Сега, она што треба да го знаеме во однос на биткоин е, рековме, блокови, така? Значи, во однос на бројот на блоковите, биткоин има посебен механизам. Значи, би сакал да додадете оваа страна во вашиот браузер, како букмарк, како, нели, страна која што ќе може да најдете на вашата брза лента, која што се нарекува bitcoinblockhalf.com, што уствари представува обројување до следниот халвинг на биткоин. Сега, што представува халвинг на биткоин? Значи, рековме дека сите овие блокови се начин на кој што уствари се создава синџир на блокови кој што понатаму се запишува во целосниот леџер на биткоин. Сега, врз основа на бројот на блокови кој што ќе биде направен, значи во одреден број на блокови кои што ќе бидат произведени на мрежата, биткоин, самиот алгоритам, значи оној кој што го создал Сатоши Накамото, направил истиот да ја преполовува наградата која што се дава на мајнерите за нивната работа во однос на мрежата на биткоин. Така. Значи, она што треба моментално го знаете е дека на секој 210.000 блокови наградата се преполовува половина
од она што биле претходниот период од 4 години практично за претходниот халвинг кој што се случил. До сега имаме направено 3 халвинзи и тоа, значи истите се направени на 28 ноември 2012 година, вториот на 9 јули 2016 година и третиот на 11 мај 2020 година. Прво сакам да ви објаснам зошто и како функционираат самиот халвинг, а потоа ќе ви објаснам зошто истите се толку битни и како тоа делува на цената на биткоин и на останатиот пазар. Сега, како што рековме, на секој 210.000 блокови, значи откако ќе биде произведени 210.000 блокови, значи на секој 210 имаме следен халвинг. Значи претходниот беше на 11 мај 2020 година кога направивме 630.000 блокови. И следниот треба да биде, значи не може да се знае точниот датум, но од прилика, затоа што брзината на решавање на блоковите зависи од тоа колку мајнери моментално има на самата мрежа. Сега, значи самиот алгоритам, повторно, значи самиот програм биткоин како мрежа е програмиран на тој начин да ја забрзува или забавува работата или да го отежнува или да го олеснува оној алгоритмична загадка во однос на тоа колку мајнери има. Значи, доколку имаме помал број на мајнери, тогаш тешкотијата на решавање на оваа загадка ќе се намали, со цел да им дозволи на истите, значи, ќе се зголеми со цел да се намали наградата која што ја добиваат затоа што има помалку мајнери и обратно, кога има поголем број на мајнери, истата ќе се олесни затоа што наградите се премногу мали затоа што имаме преголем број на мајнери на мрежата и на тој начин истите може да почнат да се откажуваат од работење на самиот како мајнер фактички во самата мрежа. Сега, значи претходната награда после претходниот халвинг е 6,25 биткоини по еден блок. Што значи дека секој од овие компјутери кои што ќе успее да создаде еден блок добива 6,25 биткоини за создавање на самиот блок. Значи, еден блок се создава секои 10 минути на мрежата и некои статистички работи кои што мораме да ги разбереме пред да продолжиме е дека, значи, во моментов имаме повеќе од 90% од биткоин веќе измајна. Значи, 90% од целосниот supply фактички или целосната големина на залихата на биткоин е веќе ископана, а големината е 21 милион. Значи тоа се уствари вкупниот број на биткоини кои што ќе бидат произведени до крајот на овие циклуси. Сега, значи во моментов веќе имаме 19 милиони и 23.000 биткоини ископани. Сега и нешто повеќе затоа што ова е практично направено после последниот халвинг како на некој начин статистика. Но она што треба да го разбереме дека колку повеќе се намалува наградата, толку дополнително повеќе се зголемува и тешкотијата на оние алгоритмични загадки кои што треба компјутерите да ги создаваат и со тоа се намалува и бројот на биткоини произведени значи на секој блок. Значи замислете на почетокот пред првиот халвинг, значи секој блок бил награден со 50 биткоини. Значи замислете кој обем би било тоа што луѓето на пример го произведувале во тоа време. И замислете доколку тие истите би ги задржале, колкава сума моментално на пари истите имаат. Сега, она што треба да го разберете дека на почетокот, значи оваквиот мајнинг не бил правен како денеска со огромни хали полни со компјутери со огромна графичка моќ. Значи биле правени буквално на персонални компјутери и замислата на Сатоши Накамото била дека секој ќе може да го прави ова дома. Значи секој ќе може фактички на било каков персонален компјутер да копа биткоин и идејата била така уствари сето тоа да се случува. Значи до ден денес. Но нормално кога луѓето увиделе дека потенцијалот од 50 биткоини како се намалува така, значи дополнително се зголемува неговото побарување поради тоа што, значи како што веќе разговаравме претходно, основните економски правила се дека колку повеќе се намалува залихата на одредено добро, толку повеќе се зголемува цената и интересот затоа што колку е поретко доброто, толку е по бесценето. Значи има одредена залиха која што знаеме дека еден ден ќе ја снема и со тоа фактички го прави доста побарувано затоа што на тој начин се намалува и самата инфлација. Значи за секој халвинг не само што се намалува наградата по секој блок, туку се намалува инфлацијата на биткоин се повеќе и повеќе. За разлика од тоа, секоја валута, како што е доларот, еврото, било која валута, со тоа што колку повеќе се зголемува неговата залиха, толку повеќе се намалува вредноста на самата валута. Значи земете за пример колку коштала, да речем, недвижност во минатото
и колку кошта денес. Значи како се движиме напред низ времето, колку повеќе се произведуваат повеќе и повеќе од овие валути како залиха, толку повеќе се зголемува и цената на недвижноста. Затоа што вредноста на недвижноста постојано останува на исто место, да речеме. Додека за разлика од тоа, колку повеќе владе инфлацијата со тоа што се зголемува залихата на одредена валута, толку повеќе и се на некој начин зголемува цената на добрата кои што не ја менуваат својата вредност. А замислете како биткоин кога дури ја намалуваат својата залиха. Ме разбирате? Значи затоа што знаеме дека моментално има само уште 2 милиони биткоини за мајнинг. Се разбираме? Значи нормално. Мора да разбереме дека дури и целосно фактички да биде ископан, за да се заврши со последниот блок треба да се дојде до 2140 година, затоа што системот е направен така да без разлика колку мајнери има во самата мрежа, без разлика колку се добри компјутерите, значи ќе ја зголемува тежината на самите загадки и брзината на трансакциите со цел да ја урамнотежи значи овој циклус од 4 години или 210.000 блокови и на тој начин да го одржи растот на самата цена на биткоин, а со тоа нели како се намалува неговата залиха во однос на мајнинг. Така. Сега, значи ова се основните работи кои што мораме да ги знаеме. Следен халвинг, она што ви го кажав е 4 мај 2024 година. Нормално ова може малку да се промени со ден плюс ден минус, затоа што значи како што рековме, некогаш имаме повеќе мајнери на мрежата, некогаш имаме помалку во однос на тоа што се случува во светот. Значи, не знам вие дали бевте сведоци на она кога падна хашрейтот на самата биткоин мрежа максимално. Тоа беше прв пат во историјата кога Кина одлучи да ги избрка сите мајнери од својата територија. Значи, замислете, наеднаш имаме огромни хали на компјутери кои што мора да бидат исклучени, а тие биле, значи, замислете, Кина поседуваше 60% од мајнерите во светот. Значи, замислете која моќ е тоа. И во исто време 60% од мајнерите во светот мораат да ги исклучат своите компјутери и да се преместат во друга држава затоа што Кина го забрани нивното работење. Ме разбирате? Значи, поради тоа, самата мрежа е направена така да ја зголемува и намалува брзината и да го зголемува и намалува значи, тежината на самиот алгоритам со цел да ја урамнотежи наградата која што ја добиваат мајнерите и со тоа да бидат, значи, да ги на некој начин да ги монетизира, за да може да продолжи со нивната работа и понатаму. Значи да сакаат да бидат мајнери на мрежата. Сега, значи тоа е основата која што треба да имаме во однос на биткоин халвингот. Сега јас припремив некои да речем делови на самиот чарт каде што можеме да видиме како тоа изгледа и што уствари представува моментот на халвинг за биткоин. Значи како што разговаравме вчера, ги имаме овие две плави линии каде што, значи доколку сте огледале вчерашното видео, тоа е уствари падот на доларот, кој што на биткоин чартот се осликува како булран. Значи, она е обратна пропорционалност на биткоин и вредноста на доларот, која што веќе разговаравме, каде што дополнително на сето тоа, како што може да видите, приближно се и циклусите каде што имаме халвинг на биткоин. Значи, веќе ги обележав оние датуми за кои што разговаравме и се обележени со жолта линија на чартот. Значи, само сакам да ви покажам колкава е силата на халвингот. Сега, не секогаш дното на bear маркетот е представено со халвингот. Скоро никогаш не е представено, но халвингот, оваа жолта линија, представува моментот кога сме сигурни дека bear ранот е завршен. Значи, како што може да видите, дното на овој, да речем, претходниот bear маркет беше отприлика 3000. Значи тоа е 3227, а додека халвингот, значи моментот на халвинг се случи, значи на цена од 8150 приближно, така нешто, 8200. Сега, разликата во тоа е што, значи дури да сме купиле на 8000, дури и да не сме успеале да купиме на најдолниот дел од bear маркетот, затоа што не можеме да знаеме кога истиот ќе биде. Но за разлика од тоа знаеме кога ќе биде халвингот. Значи сега ќе ви покажам која е моментално моќта на халвингот во однос на биткоин циклусот. Значи видите, 8170 и да сме продале негде, дури да не сме продале скрос наврво, но овој пат ќе го ставиме наврво само за да видите која е разликата. Значи 700%. Тоа се 7 пати повеќе ќе сме биле во профит, само да сме купеле на денот кога халвингот бил направен. Значи, а тоа е нешто што го знаеме. Значи, за разлика од било кој пазар на светот, биткоин е единственото добро кое што точно се знае кога
е халвингот, односно кога е почетокот на следниот циклус на секои 4 години. Еве да видиме што се случило со претходниот циклус. Значи ова е она 2013 до 2017 година. Така, значи еве гледаме. Значи и овдека сакам да видиме која е уствари разликата помеѓу халвингот и врвот на биткоин во оваа ситуација. 2500%, тоа се 25 пати повеќе во однос на моментот кога сте купиле. Значи дури да не сте продале на самиот врв, се разбираме? Дури да сте продале пола нагоре. Значи тоа се 12 пати доколку сте продале во половина од овој циклус. Така, значи 12 пати никој, ниту едно добро на светов не нуди профит. И претходниот циклус кој што е исто така многу значаен, тоа е првиот халвинг на биткоин. Значи еве чисто да ви покажам која е, само нема да се исплашите, тоа е она што сме го промашиле во животот, но без разлика. 20.000% скоро. Значи овде имаме 20.000% во профит од моментот на халвингот па до врвот на првиот булран, но нормално, веќе не можеме да очекуваме да се направи, значи во биткоин скоро е невозможно да се случат оваков подем на извинете само момент, точно да видам како изгледа, малку ја промашив. Добро, малку претеравме. Добро, 9.000%. Извинете, не 20, него 9.000%. Препоставувам дека негде кликнав погрешно, но 9.000% е сепак нешто што е скоро невозможно да се добие, тоа е еднаш во животот шанса нешто да се добие на овој начин. Така, значи она што сакам да ви го кажеме, гледате, иако циклусот е постојан, но наградата се намалува затоа што значи колку повеќе пари влегуваат во пазарот на биткоин, толку повеќе и наградите ќе се намалуваат затоа што значи замислете за да може да достигне од 20 до значи во претходниот булран, за да може да достигне од 20 до 60.000, тоа се три, значи на некој начин од претходниот врв до неговиот врв во 2021 година. Значи тоа се 3 пати, но замислете колку пари треба да влезат затоа што се повеќе и повеќе се зголемува маркет капот, односно парите кои што се влезени во пазарот на биткоин, кои што нормално никогаш нема да испаднат во целост, се разбираме. Значи тоа мораме да го земеме во предвид. Сега јас ќе го намалам ова на неделно ниво за да можеме убаво да ги видиме самите циклуси и она што сакам да ви го покажам. Значи гледате дека на некој начин халвингот и оној пат на доларот се, како што може да видите, во некој хармоничен циклус, значи или се најчесто се пред или по значи халвингот, имаме пад на доларот кој што дополнително предизвикува булран. Сега, значи тоа не мора да значи дека секогаш ќе биде така, но најчесто следниот, значи одма после халвингот, првиот пат на доларот, иако е мала вредност, не мора да биде голема вредност самиот пат на доларот, истиот резултира со огромен напредок на биткоин нагоре во самата цена. Сега, она што ви го кажав, значи како што може да видите од 9000 па до 1200 и во моментов до 300%, значи профитот се намалува. За намалувачки профит ќе разговараме во следно видео. Сега сакам да ви покажам само како изгледа самиот халвинг и зошто истиот е битен. Значи она што сакам да ви го кажам, еве сега ќе го обележиме, значи следниот, како што рековме, следниот треба да биде на 4 мај 2024 година. Значи сакам на вашите чартови да ги обележите овие затоа што ќе биде многу полесно да увидите што можеме да очекуваме следно во иднина. Значи рековме во 2024 година на 4 мај, тоа би било овде, значи приближно. И сега, значи гледате дека имаме уште огромен период пред нас во кој што ќе имаме или уште една нога нагоре или пак имаме бавен пат на биткоин надолу, кој што ќе резултира со пораст на цената после оваа линија, ќе ја ставиме да биде жолта за да знаеме дека станува збор за халвинг. Значи, она е тоа што сакам да ви го кажам. Ставете оваа линија во вашиот чарт и нека ви биде водилка дека во моментот кога цената ќе дојде до истата, значи слободно може да купувате било какво добро и би ви препорачал тоа да го направите од првите, да речем 10-15 коини кои што се уште ќе бидат присутни на пазарот, некои од истите можеби нели на пример ќе престанат да постојат во однос на тоа колку луѓето веруваат во нив. Сепак ова не е инвестициски совет, значи ова ви го кажувам затоа што јас планирам да го направам истото, затоа што веќе го направив во овој циклус и не сгрешив. Значи јас успеав да купам на 6000. Тоа ми беше на некој начин првиот
добар влез. Значи, иако сум во крипто од 2014 година, значи тогаш не знаев точно што уствари правам, само бев запознат со самата идеологија на крипто, но во тоа време немаше никаде да се купи во Македонија, па ми требаше дури циклусот од 2017 година да сватам дека тоа е тоа, дека навистина ова е иднината на финансиските маркети и иднината на монетизацијата во светот. Значи, заборавајте на книжните пари. Книжните пари се минато. 2000 години му биле потребни на светот за конечно да свати дека книжните пари не се иднината. Значи, како што може да видите, инфлацијата на самите пари ви покажува дека ниту една држава во светот не успеала да најде решение на инфлацијата. А инфлацијата се зголемува од година во година. Они ги зголемуваат самите плати на било кој сектор со цел да се одржат во инфлацијата на било која монета во светот. Но тоа не е решение. Тоа е само одбегнување на проблемот за наредниот циклус. За разлика од тоа овде, значи, самиот биткоин како основна, да речем, валута, иако тоа не е само валута, е многу повеќе од тоа, значи, гледате како со овој циклус на преполување на наградата на мајнерите го решил тој проблем на инфлација. Значи, на секој 4 години инфлацијата се намалува се повеќе и повеќе на биткоин во иднина, за разлика од тоа што на сите валути во светот се зголемува. И замислете како, значи, невозможно е да не продолжи да расте цената на биткоин. Тоа е оно што треба да ве води во вашето инвестирање во биткоин. Значи, моментално се наоѓаме на апсолутниот врв. Иако, еве, да речеме, можеби ова можеби не е апсолутниот врв на сегашниот булран. Може ќе имаме уште еден, можеби не. Но доколку се вратиме повторно на долар cost average, она што го разговаравме пред некое видео. Значи, замислете доколку продолжите да купувате како што разговаравме во целиот овој циклус до 2024 година. Значи, вие моментално имате од 2022 до 2024 година скоро, не, туку целосни 2 години во кои што би можеле да финансирате постепено, без разлика дали ќе биде тоа биткоин, етериум или некој од оние blue chip коини за кои што разговаравме. Но сепак, значи, пред да инвестирате, размислете добро што правите и бидете свесни за ризикот во кој што влегувате, затоа што ова се пари кои што ги тргате настрана и не знаете дали истите ќе ги повратите некогаш и кога ќе ги повратите. Затоа, значи, бидете внимателни со парите кои што ги поседувате и парите кои што сте ги работеле многу тешко во својот живот. Значи, ова ја кажувам јас затоа што јас ќе го направам тоа. Ова ја кажувам затоа што ова е дел од моето портфолио и ќе продолжам понатаму. Значи, јас во овој булран продадов многу малку затоа што очекував дека цената на биткоин ќе порасне многу повеќе, но без разлика, значи јас воопшто не гледам негативно на тоа. Јас гледам дека и да продолжи ова како bear run, значи она што го викаат bags, значи моите торби на некој начин со токени и криптовалути, јас само ќе ги зголемам. Значи јас сега имам, не знам вие како гледате на тоа, но јас сега имам 2 цели години во кои што цената би паѓала, да речеме, до овој степен, без, значи не значи дека ќе падне до 21.1, но само сакам да ви покажам дека ова е 2 години на акумулација, каде што јас на месечно ниво, неделно ниво, без разлика, значи секој зависи колку средства може да одвои, ќе ставам во овој пазар со цел следниот пат кога ќе се тргне нагоре да имам спремно, значи сето она што јас очекувам дека ќе биде валиден проект во иднина и да можам истите да ги продавам за многу добра цена кога ќе стасеме на следниот булран. Се разбираме? А она што сакам исто така да ви го кажам е дека мора да запазите дека најчесто овој циклус на булран трае од прилика 1 година. И тоа не е правило, затоа значи ќе сакам да го погледнете следното видео кога ќе разговарам за значи она намалување на наградата и зголемување на циклусите во иднина. Значи тоа е една од теориите кои што, да речем, јас верувам во, тоа е едно од теориите кои што на некој начин сега за прв пат почиња да се пројавува на пазарот и се докажува на истиот. Значи ќе ви покажам многу повеќе во следното видео, но сега да се задржиме на тој момент дека дури да се движите во основните правила на да продадете 1 година после халвингот, како што многу од значи има многу луѓе кои што не сакаат да го прават ова, не сакаат да тргуваат, не сакаат да се малтретираат со следење на цената, не спиење, учење на техничка анализа, значи многу од луѓето надвор во светот кои што имаат солидна сума на пари го прават ова. Значи многу едноставно. Најосновната тактика е да купите на следниот ден на халвингот, колку што имате, или пак да купувате до следниот ден на халвингот и од моментот на халвинг да не купувате ништо и да продадете после 1 година. Значи тоа би било од 11 мај до 11 мај 2021 година, значи вие би продале точно пред падот. Гледате?
Значи вие би продале со огромен профит. Значи еве да ви кажам колку би изгледало тоа доколку го правите ова, значи тоа е една од стратегиите кои што луѓето користат во светот. Значи замислете вие доколку би продале така би биле 500% во плюс во претходниот булран. На претходниот би биле и многу повеќе, значи доколку го направите тоа од година до година, но сакам да ви кажам дека има многу луѓе што го прават тоа така и се во многу голем профит, но доколку се потрудите да научите малку повеќе, ги следите овие циклуси, ги следите овие правила, ги следите овие чартови за кои што разговараме, индикатори, структури на пазарот, ќе направите многу поголем профит. Затоа што во претходните циклуси материјал не постоел. Се разбираме, но во денешните циклуси постои многу материјал од многу стручни лица кои што го промениле своето тргување, да речем, од брокерски друштва, од акции, од обврзници и се значи на некој начин се преместиле на криптопазарот затоа што профитот кој што го нуди криптопазарот е невиден во досегашното финансиско работење на целиот свет. И дополнително би сакал да ви кажам еден пример за кој што на некој начин јас истиот да речем сум го студирал за време на моите студентски денови, кој што сега моментално е буквално значи на некој начин период како она што се случило во Америка во времето на градење на железничката пруга. Значи зошто ви го кажувам ова? Во времето на градење на железничката пруга во Америка, оние визионери кои што успеале да увидат дека пругата изградена од источната до западната обала, до западниот брег на Америка, ќе представува извор на пари. Затоа што, значи, секој кој што би сакал да пренесе било какво добро од едната на другата страна, значи најефтино и најсигурно би му било да го направи тоа во ВОЗ. Така. Сега разликата е во тоа што, значи, оние кои што поседувале пругата, замислете, значи оние најголеми банкари на почетокот, замислете, пругата била поседувана од фамилии како Ротшилд, како Рокфелер. Кои се тие во денешно време? Тие се истите тие што таквите огромни профити направени од пругата ја внеле во огромни банки и моментално го поседуваат скоро целиот свет. Но да не реагуваме во тоа, сакам да ви го покажам ова како пример. Значи тоа е оние умови, да речем, на една генерација кои што успеале да увидат кој е следниот чекор на еволуција на човештвото. Значи истото, тоа е уствари првиот момент кога луѓето направиле капитални на некој начин инвестиции. Значи тоа зборувам за модерно финансирање. Значи кога овие луѓе успеале да финансираат железницата, истите ги диригирале цените на било каков транспорт на доброто со тоа што они буквално го зимале целиот профит на луѓето кои што ги пренесуваат доброто од едната на другата страна на Америка. Зошто ви го кажувам? Само ќе земам еден краток пример, верувајте ми, сакате да го знаете ова, затоа што истото ја покажува целината на луѓето кои што моментално разбираат што е следно во финансиските пазари. Значи замислете што се случува. Да речеме дека еден обичен производител на цигли на едната страна од Америка сака да на некој начин има преголема производство на својот продукт и сака истиот да го пласира на западната страна каде што на некој начин нема доволно производство, така. И замислете он тоа го прави за одредена сума. И сега на пример, јас како собственик на пругата во Америка, јас буквално него му наплакам да речеме по $1 од цигла. Значи ова е харикирање, само се обидувам да ви објаснам како уствари тоа функционира. Значи со тоа што он работи да речеме 10 години и знае дека основната цена е $1 по цигла, него тоа му одговара затоа што има некој одреден профит. И сега замислете наеднаш во Лос Анџелес, а да речем производството на цигли е во Њу Јорк, во Лос Анџелес има земјотрес. И наеднаш целосно градот е уништен. И сега Лос Анџелес има огромна потреба од цигли и е спремен да плати било каква сума за тие цигли што ќе дојдат таму. Сега наеднаш замислете производител во Њу Јорк замислува ситуација во која што он ќе испрати се што ќе произведе во Њу Јорк за да го продаде по повисока цена. Така. Сега што е проблемот? Јас како собственик на единствената структура која што може да му го дозволи тоа, пругата, јас него можам да му диригирам цената и наеднаш јас цената ја дигам од $1 на $12. Затоа што знам дека цената моментално на циглите во Лос Анџелес рипнала за не знам да речеме 20%, така. Со тоа што јас му го зимам целосниот профит, а он нема друг начин како да го пренесе ова добро од едната на другата страна на Америка. Се разбираме? Значи он нема друг начин освен да ми го даде целосниот профит и повторно да работи за истиот профит, иако произведува повеќе. Не разбирате? Значи тоа е тоа што сакам да ја кажам. Мора да разберете кој е клучното добро во вашиот живот што треба да го поседувате за да може нешто да промени.
Ме разбирате? Значи исто како што оние луѓе кои што во времето на оној .com bubble, поседувањето на интернет и оние први компании како AOL и слично, значи оние луѓе кои што успеале визионерски да увидат дека интернетот е следниот чекор во како да речеме технологија во светот, значи тие што се денеска мултимилионери, ме разбирате? Значи сите оние визионери кои што успеале да увидат што е следното во светот. Истото е и овде. Значи, замислете го биткоин како структура. Значи, биткоин не е само платежно средство, биткоин е многу повеќе од платежно средство. Никој во денешно време при здрав разум не би користел биткоин да купи кафе. Значи, замислете, вие сега моментално купите тоа кафе со биткоин, што би ве коштало 0,0000001 биткоин, во иднина вас би било најскапото кафе што некогаш сте го купиле. Затоа што таа сума што сте платиле денеска во биткоин, на следниот халдинг ќе биде 10 пати повисока, ме разбирате? Значи, размислете, тоа е буквално некои примери такви се случуваат каде што на пример човек во 2013 година платил една пица 10.000 биткоини, ме разбирате? И во денешно време значи истиот тој човек има статија во која што не може да си верува дека 13.000 биткоини дал за една пица, ме разбирате? Значи, тоа е тоа што сакам да ви кажам, дека мора да увидите дека значи нормално ова е на вас. Значи, вие треба да направите истражување и да видите што е следно што вас ќе ви помогне на некој начин да направите генерацијско богатство со малку влог. Нормално, такво нешто магично не постои, но со труд и со тргање на овие средства настрана, доколку го правите тоа во банка, банката вас ќе ве награди со колку? 0,5% и 1% на годишно ниво. За разлика од тоа овдека, значи дури да ги оставите парите на 4 години, еве досега, 3 циклуси докажале дека нема да бидете помалку од 500% во плюс. Дури најлошо да го изиграте еден циклус, ме разбирате? Значи тоа што сакам да ви кажам е дека мора да го гледате биткоин и етериум, посебно овие два коина, како инфраструктура, која што додека владите ви кажуваат да не ја купувате, истите ја купуваат во што може поголема количина. Значи верувајте ми, моментално ќе ви покажам понатаму, има алатка на Telegram групата која што значи може да додадете на вашиот телефон за да ги гледате оние огромни трансакции, се вика Whale Alert, каде што ве известува фактички секогаш кога има огромна трансакција поголема од 10 милиони долари, верувајте ми, сум гледал трансакции од трилиони. Значи како се купуваат и како се тргаат настрана огромни суми на биткоин, на етериум од огромни корпорации. Значи вие не знаете точно кој го прави тоа, но може да ги видите како го купуваат и го продаваат на пазарот. Ме разбирате? Значи тоа е тоа што моментално вас државите и корпорациите ви кажуваат дека е ризично, дека доколку купите може да ви излажат, дека биткоин ќе отиде до нула, дека етериум нема да постои. Значи тоа се оние лаги додека вас ви ги кажуваат, тие ги полна буквално своите тороби со овие коини за утре они да ви го продаваат вас, ме разбирате? Значи затоа бидете свесни, направете истражување, видете што уствари доаѓа и припремете се пред да биде касно. Значи верувајте ми, не сте касно. Моментално има една порака која што ја добивате доколку купите нешто на Binance. Вели, вие сте еден од првите 5% во светот кои што поседува крипто. Замислете, се уште само 5% во светот поседуваат крипто. Значи тоа се 5% на луѓе кои што увиделе дека ова е следниот чекор. Значи, еве, за крај само сакам уште ова да ви го кажам, затоа што значи јас сум свесен за ова од многу одамна, но знаете како, додека сте на пракса кај адвокати добивате, не знам, некои смешни 50 евра за хранарина, не можете многу да одвоите за да успеете, нели, да финансирате во ваков вид на технологии, но нели, времењата се менуваат, како растете понатаму расте и вашиот буџет, со тоа доколку сте паметни ќе порасне и многу повеќе ако знаете каде финансирате. Сега, поентата што е? Значи, во почетокот, оној прв момент на раст на цената на биткоин, значи кога јас за прв па слушав негде околу 2014-2015 година за биткоин, тоа беше одма после првиот голем раст на цената. Значи луѓето, посебно да речем владите, разговара дека тоа е некој си бабл, ме разбирате, она меурче кое што ќе пукне и никогаш нема да се повтори, тоа е нешто што нели има некоја маркетиншка вредност во моментот кој купил ќе се излаже, ќе го излажат, добро, да, тоа и се случи, но се уште не беше познат овој момент на циклусот на биткоин. Во следниот период, до 2017 година, каде што повторно порасна цената на 20.000 долари, значи јас веќе бев на брод и работев како златар и веќе имав на некој начин стекнато соодветно средство кое што можам да ги внесам во овој маркет и тоа и го направив. Но се уште не знаев доволно, нема време да го научам ово што сега го знам. Иако имам уште многу да учам, тоа е, значи, разберете го како константа. Морате постојано да учите, посебно за овој пазар, затоа што се уште се развива. Во тоа време разговара дека тоа е само некој
си коин кај што е за оние луѓе кои што живеат со мајка им во подрумот и замислуваат дека нешто ќе биде промена на финансиските средства, значи буквално го користеа тоа како исмејување, ме разбирате? Значи за ни беше смешно, тоа нема да се повтори втор пат, ама уште еднаш никогаш, сигурно цената после 2017 ќе се придвижи до нулата, кога стаса до 3000 после 2017, значи тоа беше, ете гледате, скоро и да стаса до нула, значи тоа е тоа, тука биткоин заврши. Како се движи повторно цената, најголеми почнаа да го користат тоа дека тоа е цена, тоа се алатки кои се користат само од криминалци, од хакери, од некои си темни лица на интернетот. Значи замислете, ова се начини на кои што они се обидуваат ова да го скријат и да го негираат од целосната јавност. Така. И сега значи кога стасаме до момент кога почнаа држави да го прифаќаат како валута, како што е Ел Салвадор, како што е моментално Централната Афричка република и многу други кои што најавуваат дека ќе почнат да го прифаќаат. Сега веќе почињаат да прават законодавство кое што не го кажуваат на јавноста. Значи замислете, на пример, Украина веќе има направено пилот програма за CBDC, односно криптовалута која што е во собственост на државата, но тоа ни самите украинци не го знаат. Значи замислете, самите украинци никогаш не добиле известување на вестите дека они не само што имаат, уствари успешно го завршиле пилот програмата на CBDC, каде што само требаше да се интегрира во Украина, а тоа беше пред војната. Значи проверете на интернет, ќе видите, значи компанијата која што го правеше тоа за нив е Stellar или XLM токен и ќе видите дека тој буквално проект беше завршен. Само што не успеа да се лансира затоа што почна самата војна во Украина. Значи, оно што сакам да ви го кажеме, се уште се обидуваат да го скријат ова од вас. Значи, истражете сами, ќе видите дека огромни суми се внесуваат во крипто, додека они ви кажуваат дека тоа е нелегално, дека тоа е лошо, дека ќе ги изгубите парите дека го инвестирате. Да, треба да инвестирате паметно. Да, треба да инвестирате во правилни валути, во правилна технологија, нешто што ќе опстане во наредните периоди. Затоа мора да истражите каде ги ставите вашите пари. Но битно е да обрнете внимание на тоа што се случува пред вас, а се обидуваат да ви го сокријат. Значи овде ќе го завршам ова видео. Извинете малку што разговарав подолго, но верувате ми, ова се некои моменти кои што нема да ви ги кажат. Значи ова се моменти кои што мора да ги увидите сами, затоа повторно ќе ве замолам. Направете сопствено истражување, ова не е финансиски совет, ова е само мое мислење за финансии и за она што јас моментално го внесувам на пазарот и што очекувам да се случи во наредниот период. Значи, како што реков, се гледаме во 4 мај 2024 година, дотоа ќе се обидуваме да го одржиме овој канал жив. Се додека има интерес, ќе бидеме овде да ставаме нови содржини, да правиме анализи на маркетот и се надуваме ќе останувате со нас. Ова е каналот Криптогемиџија. Се гледаме во наредното видео, нормално. Доколку сакате не поддржите, би ја ценеле секоја субскрипција на нашиот канал, би ценеле секој лайк, коментар кој што ќе го оставите, на тој начин знаеме дека нели го гледате ова што го работиме, дека нели на некој начин нашиот труд не бил залуден. И би ве замолил повторно, доколку има луѓе кои што навистина сакаат да научат за криптопазарот, за техничката анализа, да ги шернете на некој начин, да ги споделите овие материјали, затоа што нема поента да ги правиме доколку истите не дојдат до луѓето кои што сакаат да научат за ова. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во наредното видео Криптогемиџија.